Како градоначалник сакам да изразам задоволство од посетата на министерот без ресор кој што е задужен за дијаспората, господин Џемел Чупи, со кој што го потпишавме договорот денес и со самото тоа и официјално општина Делчево станува член од семејството општини кои што во рамки на националната стратегија за соработка со дијаспората овде во Делчево ќе се отвори центар за иселеници кој што верувам дека ќе имаат нашите иселеници голема полза, водејќи се од фактот, од податокот дека имаме релативно голем број на иселеници од нашиот крај, сметаме дека отварањето на центарот за иселеници ќе биде од големо значење за самите нив, пред се во однос на сите административни процедури и обврски кои што се однесуваат на нив. Во таа насока назначивме и номиниравме административен службеник од редовите на вработените во општина Делчево, кој што ќе биде линк, врска помеѓу иселениците и институциите во нашата локална самоуправа, а исто и Центарот за иселеници ќе има посредничка улога преку кој што ќе можат нашите иселеници да ги добиваат сите потребни информации кои што им се потребни на нив во однос на нивните права, нивните обврски, во однос на креирањето, создавањето, напредувањето на релациите со сите граѓански организации овде и во странство, формирање на база на податоци на нашите иселеници и верувам и други задачи кои што ќе бидат од големо значење за сите нив. Многу сум среќен што денеска во просториите на општина Делчево, заедно со градоначалникот на општината, господин Траковски, го подпишавме меморандумот за соработка во делот на дијаспора, поточно отворање на функционални канцеларии за нашинците за време на нивниот престој во татковината. Овие канцеларии, функционални канцеларии за дијаспора се осмислени да имат посредничка улога, а тоа подразбира помош, поврзување и забрзување на спорни документи и прашање од нашинците кога доаѓаат и кога се соочува со поинаква бурократија. Инаку, во соработка со Министерството за администрација, поточно МИОА, ние имаме соработат каде што вработените определени во овој проект Центар за дијаспора ќе имат тесна соработка со вработените на Министерството за информатичко општество администрација во делот на асистенција за пополнување на електронските услуги што ги нуди ова министерство. Инаку, како што и кажав во мојот осврт, има 5 столбиот договор, креирање мапа на нашите здружени, активни здружени во дијаспората, креирање на база на податоци за научната дијаспора, креирање на база на податоци за нашата економска дијаспора како предпоставка за привлекување на инвестиции, споделување на годишната програма за култура, промовирање и иницирање на збратимување на градовите и така натаму, се во полза на нашата дијаспора за време на нивниот престој во татковината. Освен Делчево, колку рековте општини вкупно се? Значи, вкупно досега прифатиле 23 општини и информацијата во владата е помината со овие 23 општини и ако заеднички имаме успех, верувам дека наредната година ќе имаме нова иницијатива за другите општини.